Па одлично бевме запознаени со поволностите кои ги нуди владата на Република Македонија за сите фирми. Од огромно значење тоа не само за нас како фирма, туку и за сите други фирми да се запознаат со што све може да се подпомогне македонското производство. Така на располагање веќе имате кредити, дали може би ќе аплицирате за некои од нив? Па останува да размислиме. Не сме размислували сега за преземање некои кредити, меѓутоа со оглед на тоа што станува збор за доста поволни кредити, може сериозно да размислиме на тоа. Се соочува ли вашата фирма со проблеми во производството и износот на производството? Па добро, секој што бил запознат со било каква врста на производство знае дека производството представува еден тежок процес и секако ние како фирма имаме одредени потешкоти, меѓутоа се трудиме на најдобар начин тоа да го искорениме и да извезуваме секој пат и да произведуваме производи со најдобар квалитет. Ние сме много задоволни от днешната средба на пратеник Опишев и на директорката. Добиваме много корисни информации за кредитната линија, што е помош на владата за подигање на фирмите у стопанството, исто и за мерките што ги има владата за субвенционирање за нови вработувања и ги аплицираме и на двете места. И за кредит, и за нови вработувања. Средбата, мислам, е работна, која беа препорачени сите можности кои ни ги нуде Агенцијата за вработување, информациите преку нашиот пратеник Пишев, од владините мерки донесени, кои се во поддршка. Конкретно, ние сме фирма која преработува овој зеленчук и исто така и другите дејности од земјоделието, директните индивидуални производители. Во тај правец ни се упатени сите можности за поддршка, кредитирање, субвенционирање, усовршување на работни кадри. Да сметам дека морам да изразам благодарност на нивната посета и скренување на внимание на сите тие нови владини мерки кои се за поддршка на преработвачките капацитети. Ќе аплицирате ли за некои од мерките кои што ви предложува владата? Тоа секако една од задните мерки е поддршката преку Банката за развој и поддршка на стопанството. Секако дека ќе се појаваме за поддршка. Исто така сме во тек на изградба на нов објект кој е во програмата за откуп на земјоделски производи. Тука имам исто така поддршка на кредити со поволни кредитни стапки и временски рокови. Најпрво сакам да кажам владата на ВМРО ДПМН која не застанува, која работи по 24 часа на ден, така и ние пратениците. До вчера и сами гледавте, имавме собрание во самото собрание. Денеска петок го користиме во посета на страничките компании. Најпрво сакам да се заблагодарам за денешната посета на модната конфекција Тозо, на Алдемик и на преработвачкиот капацитет Агрокомерц од Струмица. Значи имавме во трите компании имавме доста плодни дискусии. Денеска сум заедно со посета со директорката на Агенцијата за вработување, каде што и преку Агенцијата за вработување владата на ВМРО ДПМН заедно со коалицијата нуди многу доста помални кредити, исто за вработување на нови лица, на апликанти, но директорката ќе ве запознае најдобро за тоа. Морам да кажам дека многу ми е радосно едноставно што овде во Агрокомерц владата одвои посебни 11 милиони евра. Овие 11 милиони евра ќе бидат директно наменети за преработвачите на овие капацитети на овош и зеленчук. Тоа е исто така една добра вест за самите земјоделци, предвидејќи овие средства ќе бидат директно дадени на преработвачите за откуп на својот репродматеријал, на својот суровина, така што самите земјоделци нема што да се плашат, само нека произведуваат, има каде да се откупи, а најважно е тоа што парите ќе им бидат исплатени веднаш. Морам да кажем дека овој кредит од 11 милиони евра за преработвачите е со многу помална камата, со 3% на годишно ниво. Се зависи, максималниот износ на овој кредит е 600.000 евра.
се зависи од самите преработувачи за колку средства ќе си аплицираат. А што останува до другите 100 милиони евра за развој на малите и средните предпријатија преку Македонската банка за поддршка и развој, веќе од понеделник слободно да аплицираат. Пак опатувам апел до сите компании во Струмица кои сакаат да го зголемат својата ликвидност, да добијат обртни средства, нови инвестициони проекти што имаат, да аплицираат за да ги добијат дел од овие пари кои итекако ќе им бидат Во тек е огласот за кредитирање на мали и средни предпријатија, оглас кој што за прв пат, активна мерка која што за прв пат се спроведува во Агенцијата за вработување, се со цел да им се помогне на работодавачите од приватниот сектор, значи да може да аплицираат за кредити за едно невработено лице 3000 евра со можност да аплицираат до 3 лица, значи вкупно за 9000 евра. Кредит кој што е многу поволен за работодавачите, се работи за кредит со 1 на 100 годишна камата, грейс период од 1 година и се враќа после за 2 години. Значи се повикуваат сите работодавачи од приватниот сектор, сите предпријатија мали и средни да се јават во Центар за вработување во Струмица, да аплицираат за овој вид на кредит кој што огласот ќе трае до 31 јули, како би можеле на некој начин значи да го намалиме бројот на невработените, а исто така да им помогнеме на работодавачите да го искористат овој кредит кој што е многу поволен. Значи, обврска ќе биде на работодавачите лицата за кои што ќе аплицира да ги држат во работен однос 36 месеци. Исто така, доколку лицето од било која причина го напушти работниот однос, значи работодавачот го заменува со ново лице од евиденцијата на невработени во Центар за вработување во Струмица.